Последната фаза од проектот за конзоли на река Утиња во Штипското централно градско подрачје треба значително да го подобри сообраќајот, но изгледот на градот. Поголема функционалност ќе има и со изградбата на кружниот тек на крстосницата под паркот Кртеке, од каде улицата до основниот суд ќе стане двонасочна. Денеска започна активностите во овој дел од градот, кој градоначалникот Јорданов очекува да траат во наредните неколку недели. Тој посочи дека на конзоли ќе се работи паралелно и од другата страна на реката. Ова кое што ќе биде завршено ќе овозможи да се регулира ново паркирањето во централното градско подрачје, но и она кое што сакам да го најавам дека ќе има измена и на сообраќајниот режим, односно на движењето на возилата на еден друг дел со почеток на изградба на кружен тек кај зградата Порта Пролет, односно кај паркот Кртеке. Со овие активности сметаме дека ќе се подобри функционалноста на двете главни сообраќајници во центарот на градот, сообраќајницата Маршал Тито и Васил Главинов. Очекувам во наредните денови да се интензивираат активностите со позасилена динамика, за да можеме да ги реализираме и другите проекти кои што се предвидени за центарот на градот. Но за да може да има двонасочен сообраќај на улицата од основниот суд до новиот кружен тек, ќе мора да се зголеми бројот на паркинг позиции. Јорданов вели дека веќе се определени 3 локации со што нема да се намалат можностите за паркирање, ниту ќе се создава метеж во сообраќајот. Веќе се предвидени 3 локации каде што практично ќе има зголемување на паркинг површините. Едната е пред основниот суд Штип, другата е кај пазарот кој што се наоѓа веднаш до здравствениот дом и третата е кај 7 кули кои што практично ќе добијат проширување на паркинг просторот за да можат жителите на зградите околни, на домакинствата околни да можат да се паркираат на овие зголемени паркинг површини. Градоначалникот посочи дека со завршување на проектот за конзолите ќе може да се работи на другите проекти, меѓу кои се катните гаражи. Тековно се работи на осветлување на кејот на река Утиња. Буџетските средства за реализација на последната фаза од конзолите на река Утиња се во висина од 10 милиони денари.